Може би многу накратко околу препораките, и тие би биле по-стратешки, ако можам сега вака нагусо да ги формулирам. Прво, практично би било да се обединиме. Значи, некако да се надмине фрагментираноста, таа постои, значи постои во граѓанскиот сектор. Еве, мислам, дадовме и некоја диагностика и ја не сум задоволен. Тој сектор е во инерција и обично се активира кога ќе настане криза, но Сефер убаво спомна, оваа криза што може да ни се случи, може да биде и најсериозната криза до сега. Па нормално е прашањето дали вреди да ја чекаме кризата за да нешто превземеме или треба да превенираме, нали, со најдобра намера. И оваа фрагментираност е специфична и по однос на политичките партии кои барем јас очекувам кај нас да го оформат политичкиот центар. Значи, било од центар лево или пак центар десно. Значи, ние имаме и тука една фрагментираност да доколку они не го надминат тој партикуларизам или пак исто партикуларни интереси и доколку не се обидат барем во една ваква ситуација да избегнат вообичаени флертови со тие што се на власт и така натаму, мислам дека ќе имаме вака сериозен проблем во она што го нарекуваме одбрана на демократијата кај нас. Значи, наспроти фрагментирање, некој облик на добронамерно обединување. Значи, обединување во умереното. Значи, ние нема да видиме полза од екстремите. Значи, ги нарекуваме партиите крајни, бидејќи одат во крајности. Значи, сметам дека стратешки е многу битно да имаме еден консолидиран центар. Значи, не е нужно него да го оформат политичките партии. Значи, треба да дадеме и даваме. За волја на вистината, барем ние што сме на масава, ја не сум член на политичка партија. Значи, имам индивидуален ангажман и граѓански ангажман преку невладени организации кај што учествувам. Тоа мислам дека е стратешки препорачливо. Второ нешто што е препорачливо е да отвориме дебата за економскиот модел. Ама дебата не е технократска дебата, што значи не е нужно да ја водат само економистите. Значи треба да ги отвориме прашањата како ние ќе управуваме со нееднаквостите. Значи во нашето општество, кои стануваат се понагласени и предизвикуваат исто револт. Значи да го скратиме тој маневарски простор, значи да се дистрактира некој објективно незадоволство кај народот од економската состојба, да се дистрактира и да се насочи, како што тоа се прави, кон политичките, верски, етнички, социјални малцинства. Значи, тоа мораме некако да се потрудиме да ја вратиме дебатата за економијата повисоко мислам повисоко во јавноста. Ова е легитимно прашање. Ја стварно не знам во моментов каде ние економски се движиме. Реално, мислам, оприлike ги знам алтернативите, ама не ми е најјасно кој е моделот, ова визави обемот на нови задолжувања, некои алтернативи на Европската Унија или не знам, игра со секого ала Вучич, Орбан и некако тие прашања треба да ги поставиме пак би било честно да ги одговори, значи власт. И трето и не помалку битно е да она што е класична слабост на центарот, а тоа е малку да си ја намалиме ароганцијата и да покажеме поголема емпатија. Значи,
Ова се однесува исто така на одредени објективни фрустрации кои особено македонскиот народ, но и другите етнички заедници ги имаат поради блокади на евроинтеграцијскиот процес и една друга феноменологија што не фрустрира веќе и Сашо спомна. Значи повеќе од 3 децени. Значи мора да има поголема емпатија. Мора да има сочувство, мора да има некаква политичка понуда која е заснована на задоволување на емоциите на. Видете, јас сум политиколог, секаде ќе прочитате дека политичкиот избор на крај е емоционален избор. Како сакате, анализирајте го, тоа е емоционален избор. И можеби оваа јас лично ја сметам за една многу практична идеја за нас, а тоа е германскиот модел на голема коалиција. Значи голема коалиција до влез во Европската унија. За да тоа се случи, неопходно е, особено ДПМНЕ, значи да се врати на некои позиции центар десно, карактеристични за Европската народна партија. Значи ВМРО ДПМН осцилира со години наназад помеѓу таа позиција центар десно и ова што сега се нарекува патриотизам. Тоа е Орбан и тој сојуз на тој идеолошки сојуз. Значи, за голема коалиција треба германски менталитет, ние го немаме. Да видиме дали можеби треба да се промениме. Значи, нашиот менталитет склопи така натаму. Тоа би биле некои 4 препораки или како јас гледам на некакви излезни решенија што не дај Боже би превенирале поголема криза.